уште пред да се роди Никола, ми пролетуваше таа мисла кроз глава, нели, што децата без родители, што би било да згрижам едно дете покрај моите други две повозрастни, нели, што ги имам. И во тие моменти ми буквално се одлучив да станам згрижувач. Се учевме, се осознававме еден со друг текот на времето. Прво гледав он покрај училиштето да биде анимиран, вклучен во други активности, да не биде само дома. Нели, он си ја сака музиката, да му обезбедам све што треба. Со видеото е тоа што е, нели, не може да се поправи. Меѓутоа, она малку што го има 2% вид, му набавив голем монитор, за која ќе се доближи, сепак може нешто малку да види и си работи. Значи си бара интересни работи, аудио книги, си пушта нешто што него го интересира. Си има своја соба, така да си е свој човек. Никола е очите на Денис, а Денис е јазикот на Никола. Тоа е една стварно еден пример каде што различните попречености совршено функционираат. Значи се случува некогаш надвор сум од дома, они остануваат некогаш сами и ми се јавува Никола, не можам да го разберам, му го дава телефонот на Денис, Денис ми кажува што е работата. И Никола ми праќа слики дека направил сендвичи ставени на маса и они ручаат. Значи буквално си функционираат сами. Денис не може сам да го направи тоа, ама затоа е Никола тука. Она што не може да го направи Никола е Денис тука. Не беше лесен патот. Значи прво требаше да се помине она прајта обука за што е задолжителна за згрижувачи. Требаше долго време да го припремам Никола, дека дали сака да има уште едно другарче, дали е спремен да подели све во животот со некого. Тој каков што си е, нели, со големо срце, прифати веднаш, меѓутоа сето тоа беше долг процес. И прифаќањето со да, мамо, сакам, не беше само да, мамо, сакам, тоа требаше да се спроведе и во пракса, нели. Не се жалам, не ми е тешко, значи и покрај 3 мои деца, 3 внучиња и Денис, реализирана како мајка, како баба, и полно ми е срцето, секојдневно со активности, секогаш, нели, покрај Никола и Денис имам обврска како баба, кога секогаш да се најдам тука за другите две деца кои имаат некоја потреба, нели, да ги причувам, и секогаш сум тука и секогаш ќе бидам. Треба само со љубов да се пристапува кон сите, со почит и со разбирање. Секој се може да се како да кажам, да се прилагоди. Не е прилагодување, да се најде нешто заедничко што ќе ги врзе луѓето. Да се шири љубовта, затоа што само со ширење единствено нешто што се множи со ширење љубовта.